Директорот на клиниката за неврологија Фатмир Меджити половина година земал хонорар од 1000 евра месечно од Министерството за здравство, објави Слободен печат. Според документите до кои дојде Телма, Меджити имал договор на дело за надворешна соработка со Министерството, додека е вработен во јавна здравствена установа. Во договорот склучен на 8 јули 2024 година, а важички до 31 декември, стои дека Меджити секојдневно требало да го советува тогашниот министер за здравство, Арвен Таравари. Истовремено, во тој период тој беше директор на клиниката за неврологија, функција што се уште извршува. Според членот 2 од договорот, неговата работа требало да биде секојдневна, што отвара прашање дали имало преклопување на врските и дали ваквиот ангажман е во согласно со законите и прописите за јавна служба. Според Законот за здравствена заштита, за директор на јавна здравствена установа е предвидено секојдневно вршење на врските, поради кое е многу тешко да остане време и за друг ангажман на директорот, иако двојната улога не е законски регулирана. Работодавниот орган на јавната здравствена установа, во натамошниот текст директор, го организира и раководи процесот на трудот, го води работењето на јавната здравствена установа, самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности, ја представува и застапува јавната здравствена установа спрема трети лица и е одговорен за законитоста на работењето на јавната здравствена установа и за обврските што се преземаат во правниот промет. Се обидовме да добиеме став и од поранешниот министер Арбен Таравари и од директорот на неврологија Фатмир Меджити. Но до објавување на овој текст, никој не одговори на нашите телефонски повици и пораки. Упативме прашање до сегашниот министер Азир Алиу и Државната комисија за спречување на корупција, за тоа дали и како тие ќе постапат.